Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте дел од емисијата Актуелни разговори. Во ова издание на емисијата ќе разговараме на тема планинарењето како начин на живот. Токму на оваа тема, но и за нејзините планинарски подвизи во ова издание на Актуелни разговори ќе разговарам со планинарката, а воедно и алпинистка Ирина Дишовска. Добро вечер и добре дојде во Актуелни разговори. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Најпрво кажи ми како си и како се чувствуваш во нашето студио? Фала на прашањето. Добро се чувствувам, значи воопшто сум добра овие денови, се вративме во нормала, во нормалниот начин на живот и одлична е атмосферата во студиото. Баш ми е мило. Исто. Пред известно време бевте на искачување на врвот Ама Даблам на Хималаите во Непал. Кажи ми, како дојдовте најпрво до идејата да го искачите токму овој врв и по што е карактеристичен истиот? Идејата да се искачи Ама Даблам дојде прилично очекувано, беше да се почне со нешто пониско на Хималаите. Јас од секогаш сум имала афинитети да искачам барем една 8000-дарка во мојот живот, меѓутоа мислам дека ќе беше преголем скок со моите скромни 6000 метарски врвови да одам директно на 8000 метри врв. Ама Даблам е скоро 7000 и некако ми дојде така симпатично тоа што Ама Даблам е карактеристичен по техничкото искачување на врвот. Значи врвот не е обично планинарење, како што е Аконкагва, многу се слични по висината, меѓутоа Ама Даблам е технички врв, бара многу посериозна психофизичка подготвеност и тоа беше предизвик за мене. Така го одбрав Ама Даблам, предлогот беше на мојот партнер Лазо и јас веднаш прифатив без размислување. Да. Колку членови броеше тимот од Македонија кој што се упати на ова искачување и дали може би се сретнавте со странски алпинисти во текот на планинарската тура? Тимот од Македонија се состои само од 2 члена, значи само јас како единствено девојче и Лазе како единствено машко во тимот. Ние си бевме партнер тим, се упативме сами од Македонија. Меѓутоа, таму во базниот камп на Ама Даблам се запознавме буквално со големите ձверки, како што ги нарекуваме нели ние хималајците, кои што имаат искачено некој од нив 14 8000-дарки, некој од нив 10 8000-дарки. Меѓутоа најголем впечаток и најголема близина добивме со еден пољак кој што се вика Валдемар Ковалевски. Всушност он е човек кој што има искачано 7 8000-дарки без кислород и некако се зближивме во базниот камп и цело искачување го направивме и симнување со него во друштво на Валди. Така, колку долго траеше подготовката за ова искачување и како се одвиваа подготовките? Подготовката за ова искачување всушност траеше 1 година цела. Од самата идеја до реализирање на Ама Даблам помина точно 1 година. Ние некаде минатата година во септември одлучивме дека сакаме да одиме на овој врв. Дури оваа година во октомври се упативме кон Хималаите. Подготовките траеа буквално цела година, со тоа што ние вметнавме 2 други врва, највисокиот врв во Африка, Килиманџаро, и највисокиот врв во Европа, Елбрус, во Русија, како еден вид дел од подготовките, односно висински да достигнеме некоја висина приближна 6000 метри пред да се упатиме на Ама Даблам. Меѓу другото, ние правиме подготовки тука во Македонија постојано, константно. Значи ние секој ден буквално пешачиме доводно, ние секој ден возиме велосипед за добивање кондиција на нозете. Ние секој викенд одиме на високи планини, значи на Шар планина, на Кораб, скиот масив, вежбаме на матка, алпинистичкиот дел, така да тренинзите континуирано во текот на годината се одвиваат. И некаде во септември месец веќе свативме дека тоа е тоа, подготвени сме за Ама Даблам. Значи задолжителни се оние тренинзи кои што ги обавувате пред некое такво патешествие како што беше искачувањето на врвот Ама Даблам, се со цел нели да бидете подготвени со кондиција и се што е потребно нели за да искачите еден таков врв. Меѓутоа, по што се карактеризира овој врв? Колкава е неговата надморска височина, дали важи за еден од поагресивните врвови на Хималаите? Да, неговата надморска височина е всушност 6812 метри. Меѓутоа, карактеристично е тоа што Ама Даблам, пред се јас го нареков монструм, меѓутоа Ама Даблам е еден убавец во
кога ќе се доближите до него, значи он е многу импозантен, он е сам стои, буквално од лево и од десно, нема обкружување од други врвови да го затвараат видикот и е некако сам осамен. Карактеристичен е по тоа што е технички дел, техничко искачување на врвот, буквално од high camp или високиот камп кој што се наоѓа помеѓу базниот камп и камп 1, значи од high camp па се до врвот и назад имаме постојано техничко искачување и постојано обезбедување со јажиња. Нема ниту еден момент или дел каде што ти можеш да се тргнеш од јаже и да планинариш, да пешачиш. Нема пешачење. 90% се вертикали, имаше вертикали од 45 степени, вертикали од 65 степени, но и вертикали од 90 степени. Значи тоа е буквално зид по 18 метри, по 20 метри, по 30 метри, кој што треба да го искачиш и на кој што мораш да поставиш, да се обезбедиш на јаже. Така да се издвојува по ова и се согласуваат со мене сите алпинисти и хималајци дека Ама Даблам е потежок од повеќето 8000 дарки во светот. Значи Ама Даблам е потежок да го искачиш во однос на искачувањето на пример на Монте Еверест. Иако Монте Еверест е највисок. Монте Еверест има само еден технички дел, а Ама Даблам е целиот технички. Се разликува по тоа. Навистина импресивно, се надевам дека со ова ќе се служат и нашите гледачи. А исто така, претпоставувам дека опремата која што ја носите со себе, исто така вклучува некои работи кои што се неопходни. Па ако можем да малку се навратиме на вашето искачување и конкретно за опремата која што ја носевте токму на ова искачување. Дали вклучуваше нешто дополнително или сепак станува збор за таа вообичаена опрема која што ја носите и на некои други планинарски тури кои што не се толку захтевни како што е искачувањето на врвот Ама Даблам? Во однос на опремата која што се користи на било кои други врвови, планинарски врвови, се разликува многу, 100% се разликува од опремата која што ја носиме на Ама Даблам. Во опремата за искачување на Ама Даблам легуваат буквално сите оние мали ситни делови од алпинизмот. Јас ќе ги кажувам со име, не знам дали гледачите сите ќе разберат за што разговараме, меѓутоа, значи за да се обезбедиш на јаже потребно е да користиш и јумар, потребно е да користиш реверсо за симнување по јажето, потребно е постојано да имаш гуртна со карабинер кои што постојано ќе бидат ставени на јажето како еден вид посебно обезбедување, нели, доколку трне нешто полошо. Се користат и две гуртни на одредени моменти за тоа што можеби едната нема да биде добро поставена, можеби може да се скине, може да настане било каков, нели, непредвиден момент во кој што ти треба да бидеш дупло обезбедена. Потоа, значи, задолжително кацига, појас, бидејќи на појасот ги закачуваш сите елементи кои што ти се потребни за искачување и за симнување. Се носат бајли, бидејќи таму има делови кои што се искачуваат по мраз, а тој мраз е многу позахтевен за искачување, буквално не можеш со раце. Значи бајли се оние што се закачуваат на мразот, дерезите ги користиме, значи за техничко значи има дерези за планинарење, обични дерези, има дерези за техничко искачување. Така да сите овие работи се дополнителни во однос на искачувањето на Ама Даблам. Во однос на другите врвови, например, ние користиме сепак експедициски ракавици, експедициска вреќа, експедициски јакни, горетекс јакни, горетекс панталони, волнени чорапи, волнена долна облека, значи се од волна, се што е можно потопло, затоа што на секој врв е непредвидливо времето. Временските услови се менуваат и треба да бидеш подготвен, нели, за ниски температури, како и на Ама Даблам. Меѓутоа овој дел од техничката опрема на Ама Даблам е задолжителна, што не е случај со останатите врвови. Како изгледаше престојот на Ама Даблам на тие екстремни услови, на таа надморска височина? Што јадевте, што пиете? Кога одите на такви специфични места како што овој врв на Хималаите? На Ама Даблам престојот во базниот камп е нешто најубаво што може да се доживее. Базниот камп е на една голема ливада и тука всушност се создаваат нови пријателства. Значи тука се запознаваме сите кои што планираме да го искачуваме врвот, си делиме совети, има луѓе кои што биле претходната година не успеале, се вратиле, пак ќе ти дадат некој совет. Разговараме во однос на опремата, се советуваме кој што би носел нагоре. Така да базниот камп е нешто најубавото. Во базниот камп ние имавме фул сервис. Фул сервис подразбира кувар и помошник на куварот кој што во секое време за нас ќе готват. Односно ние имавме доручек, ручек и вечера, нормални јадења,
преубави јадења. Непал, значи, има многу убава храна, преубава храна, така да они ни готвеа непалски јадења и ние бевме многу задоволни од услугата на базниот камп. Но во висинските кампови, во камп 1, во камп 2, па и во камп 3, спиењето е мислам нескромно ќе кажам, спиењето е страшно, малце е некомотно. Се спие на огромни камени блокови во камп 1, во камп 2 се спие на веројатно помалку од 2 квадратни метри по шатор. И од левата и од десната страна на шаторот има провалии по повеќе од 1 километар провалија, така да спиењето не е пријатно. Мислам, јас не толку, меѓутоа мојот партнер Лазе беше малку под стрес, излегувањето надвор од шатор за да се извршат основните физиолошки потреби многу е потешко, особено навечер, немаш добра видливост, се уклучуваат челни ламби, не сакаш да погрешиш, не сакаш да ставиш нога каде што може да паднеш, така спиењето во камп 2 е малце некомотно. Меѓутоа во камп 1 јас спиев прилично добро, јас спиев добро и во камп 2, до душе, али храната и во камп 1 и во камп 2 е сведена на минимум. Ние таму не можеме да си дозволиме да топиме толку доволно количина на снег, бидејќи ние вода пиеме нели топена од снег, и не можеме да дозволиме да готвиме обилна храна, затоа што ние сме понели толку колку што можеме да понесеме во тежината. Така да еден оброк се сведуваше на една порција нудли, која што се дели на 2 дела, една половина за мене, другата половина за Лаза, и буквално тоа ни е храна целодневна. Според това што премалку го раскажа, навистина може да заклучиме дека станува огромен предизвик да се искачи токму овој врв, а уште поголем предизвик да се престојува на такви екстремни услови. Кажи ми колку долго време се задржавте на овој врв во Непал, на Хималаите? Целата експедиција на нас ни траеше точно 30 дена. Од поаѓање од Скопје па до враќање, значи поминаа точно 30 дена. Меѓутоа, мора да напоменам дека во тие 30 дена спаѓаат и оние први 6 дена на искачување до базниот камп и 6 дена симнување од базниот камп до Лукла. Бидејќи тоа е обична планинарска трекинг тура, која што се поминува низ сите непалски села, преубави села, во Сарагмата националниот парк. Во самите села се спие во лоџови, значи не спиеме во шатор, користиме нели подобро сместување за да бидеме подобро одморени додека стигнеме до базниот камп. И остатокот од деновите, некаде повеќе од 2 недели, околу 17-18 дена, бевме во базниот камп и во висинските кампови на Ама Даблам. Навистина импресивно, мора ова повторено да го кажам. Сега би сакала да те прашам кога започна твојата пасија кон планинарењето, да се навратиме на твоите почетоци. Како свати дека планината всушност представува твоја најголема љубов? Моите почетоци на планинарењето уствари се зачнати во Тетово, јас сум од Тетово, нели? Тука бев член на најстариот планинарски клуб во Македонија, тоа е планинарскиот клуб Љуботен. И бев нивни член, они до ден денес се многу активни, со многу активни членови. Буквално секој викенд или секој втор викенд организираат тури. Мислам дека најчесто турите се на Шар планина, меѓутоа почнаа веќе и во надвор од Македонија да искачуваат, се разбира, афинитетите растат, апетитите растат на секој планинар. Така да јас започнав уште пред 10 години со Љуботен и кога се пресели во Скопје, веќе се зачленив во Скопски клуб, меѓутоа јас се уште знам да се вклучам на некој од нивните тури, да отидам со нив. Уште тогаш знаев дека ме влечат планините, уште на моето прво искачување на Титов врв, веќе знаев дека сакам да се занимавам малце посериозно со планинарење. Која планинарска тура од Македонија ти е најдрага? Од Македонија најдрага некоја која што ќе ја издвоиш од останатите, некоја што ти оставила најголем впечаток? Да, тоа ќе ми биде веројатно зимско искачување на Солунска глава. Тргнавме од Нежилово, ние бевме група на најчесто јас одам со машки во тимот, така да бевме 5 машки и јас едно девојче и ми кажаа да одам јас прва затоа што претпоставуваа дека јас ќе бидам најспора со темпото поради тоа што сум женско, нели? Јас да го водам целото темпо на искачувањето. Тргнавме од Нежилово преку Дом Чеплес, таму направивме само мала пауза за пресоблекување, мислам за корекција на облеката, бидејќи нагоре веќе станува многу поладно.
Стигнавме на врвот се задржавме помалку од една минута. Температурата беше минус 22-3 степени, меѓутоа имаше многу силен ветер, така да таа температура е чил. Чил значи се чувствува на кожата, на телото, се чувствува како пониска од минус 30. Се задржавме помалку од една минута, буквално направивме некој многу кратко видео и се вративме назад и се симнавме во Нежилово и свативме дека ние сме пред 14 часот во Нежилово. Тоа е екстремно брзо искачување на оваа тура, особено во снег, во длабок снег. И некако ми остави убав впечаток затоа што успеавме и покрај сите временски непогодни услови во тој момент, премногу ладно, премногу ветер и длабок снег, ние за нешто помалку од 7 часа успеавме да се качиме до врв и назад. Тоа ми беше една од подрагите тури, така што ми остави впечаток дека да, се може и вака. Колку вкупно врвови имаш искачано на територија на Македонија? Јас навистина не ги бројам и тоа е многу голем минус за мене. Јас имам планинарски дневник, меѓутоа планинарскиот дневник ми е за турите кои што ги искачувам надвор од Македонија. Во Македонија можам да кажам дека на Шар планина веројатно ги имам искачано 90% од врвовите. На Корабскиот предел ги имам искачано, мислам исто, можеби 100% од врвовите, бидејќи се наброи многу помалку. Ни Чипурска планина, Кожа планина, Стогово, Галичица, Беласица, значи буквално на секој планинарски масив, на Караджица, сите врвови, секаде каде што ќе слушнам за некој врв, нели, кој што го немам искачена и викам јас морам да одам, овој врв ми фали на пример од тој масив. Па секако, значи нашата држава изобилува со премногу планини, врвови. Премногу. Така што јас мислам дека ни 3 животи нема да бидат доволно за да се искачат сите врвови кои што ги поседува нашата држава. И секако, значи, тука е фактот дека Македонија изобилува со една прекрасна природа која што навистина ете би рекла дека ја нема никаде на светот, меѓутоа и останатите врвови кои што претпоставувам ги имаш ете искачено, изобилуваат исто така со своји специфичности, со посебна ретка убавина која што ете ги прави уникатни. Сега малку да позборуваме во делот на тоа кој се може да биде планинар. Претпоставувам дека треба да бидат исполнети одредени услови, предиспозиции кои што нели потенцијалниот планинар треба да ги исполнува се со цел нели да се приклучи кон некоја планинарска тура, сепак нели станува збор за некој поспецифичен спорт. Така. Јас ме прашале друг пат мислам што сметам дека се услови да се стане планинар. Јас сметам дека секој психофизички здрав човек може да стане планинар. Јас има случаи во светот каде што имаме луѓе кои што имаат недостатоци во однос на физиката на телото, значи им недостацуваат прсти од нозете, прсти од рацете, дури и цели нозе, па повторно се планинари. Меѓутоа, многу побитно за да се стане еден планинар и да се стане успешен планинар, претпоставувам, дека сите нели цилјаме кон нешто повеќе, треба да се има многу добра ментална состојба на телото. Телото да биде подготвено да се снаоѓа во безизлезни, навидум безизлезни ситуации и телото да биде подготвено на напор на кој што не сме навикнати во останати одредени спортови кои што се индор спортови. Например, напорот кој што го доживуваме на планината не зависи од нашата подготвеност, туку зависи од расположението на планината. Планината ако е во тој момент нерасположена да ве прими, значи таа буквално ќе ве врати, колку год вие да сте подготвени како планинар. Временските услови се менуваат за помалку од час и буквално можат да спречат дури најаките планинари или алпинисти да го искачат врвот, што не е случај доколку се игра кошарка на паркет. Не разбирате? Така. Се случува ли некои планинарски тури да понудат некои нестакани моменти и доколку има такви ситуации во кои што се случуваат некои нестакани моменти, како се снаоѓате и дали во тие ситуации владеат стравот и паниката? Има многу непредвидени ситуации на планините, многу. Значи, почнувајќи од македонскиве планини, значи од најобична планинарска тура ние сме сведоци дека неколку животи изгубивме на македонските планини, за жал. Наведум лесни планини, лесни за искачување, меѓутоа животите се неповратни, а уште поголеми непредвидени ситуации се случуваат на планините кои што ги искачуваме надвор од Македонија. Последна таква ситуација имавме на искачувањето буквално на Ама Даблам. На нас ни се случи, ова прв пат го кажувам кај вас во емисија, меѓутоа ќе потврди и мојот партнер, на нас ни се случи ситуација кога тргнавме од врвот да се симнуваме надолу, ни се скина јажето. И ние имавме симнување
околу 200, можеби 300 метри висински, тоа е многу. 300 метри висински без јажа. Симнувањето се буквално се сведе на нашите раце и нозе и наназад симнување, значи свртени кон ѕидот, кон планината, се симнувавме нога по нога. Веројатно да имавме јаже во тој момент, јажето ќе ни помогнеше да го симнеме тој дел 300 метри висински, да го симнеме за можеби нешто помалку од 1 час, ние го симнувавме 2 и нешто часа. Значи, во тој момент нас не фати паника. Ние бевме свесни дека анкерите излегува од земја и дека ние не смееме да го користиме јажето. Јажето е буквално лабаво и немаш опција да се ослониш на него. Меѓутоа ние напротив бевме многу свесни, и јас и Лазе, многу бевме фокусирани и безбедно се симнавме до тој рамен дел кај што е камп 3 и онака се погледнавме и рековме во ред. Сега сме безбедни. Сега имаме друго јаже, другото јаже беше стабилно, го проверивме. Меѓутоа веќе на симнувањето надолу секое јаже онака го тегневме, го проверувавме. Знаете кога едно излегло од позиција, веќе секое следно нити делува толку сигурно. Безбедно се симнавме и многу сме среќни поради тоа. Се чувствуваат ли стравот или паниката? Во тој момент не. Стравот и паниката се чувствува, уствари ние имаме страв и паника сега, кога сме во Македонија, кога ги гледаме видеата, кога ние ги отворивме нашите GoPro камери кои што ни стојат нели на кацигите, ние гледаме и сваќаме што сме качили и што сме спуштале. Дури тогаш те фаќа малце како страв, како што би било кога би било, нели во тој момент. Меѓутоа многу сме среќни двајцата што стварно ние бевме ние бевме први кои што го искачаа врвот за 2021 воопшто од целиот свет. И што безбедно се симнавме. И така, немаме страв или паника, меѓутоа се дешаваат многу несакани ситуации на планините. Непожелни се стравот и паниката, меѓутоа во некои ситуации предпоставувам дека те превладуваат, но искусниот планинар треба да знае како да ги потисне тие чувства и да се избори со несаканата ситуација која што нели се случува во тие планинарски тури кои што нели ги имате конкретно ти и твојот партнер во вашата кариера многу. Колку тури надвор од Македонија имате реализирано? Кои врвови вака позвучни ги имате искачено? Освен врвот Ама Даблам, кој што нели пред известно време го искачивте. Да. Кога одам на некој врв надвор од Македонија, секогаш се осврнувам на највисокиот во државата кај што одам. Што не е случај со Ама Даблам, меѓутоа сепак тоа е Хималајски масив. Например, кога сум одела во Аустрија, сум сакала да го качам највисокиот во Австрија. Сум го качила Грозлокнер. Кога сум отишла во Грузија, сум го качила Казбек како највисок во Грузија. Кога сум отишла во Танзанија, сум го искачила Килиманџаро, тоа е највисок на континентот. Во Русија, највисокиот во Русија, дури 2 пати се враќав. Кога одам во Словенија, сакам да го искачам Триглав. Значи, тоа се највисоките врвови во сите држави каде што одам, а многу ги има, каде што се трудам да ги искачам највисоките. Меѓутоа за аклиматизација или доколку ми остане еден ден плюс или минус, знам да отидам и на некој спореден врв или некој малку понизок врв што е во близина, така да ги имам доста искачувано, а не планирам да застанам тука, имам уште многу на листата. Така, која планинарска тура надвор од Македонија, значи ти има оставено најголем впечаток што повторно би ја изреализирала? Кој врв повторно би го искачила? Не би сакала да се враќам на истите врвови кои што веќе ги имам искачено, затоа што мислам дека немам доволно денови во мојот живот за да ги искачам сите врвови што ми се во листата, сите врвови кои што имам желба да ги искачам. Што е исклучок со највисокиот во Европа е Елбрус, јас го качив во 2017 година. И во 2021 Лазе ми рече: Ирина, што мислиш да тркнеме онака до Елбрус? Елбрус е највисок во Европа, Елбрус не е воопшто наивен врв. И така некако се договоривме, четворица во тимот, уште 20 другарчиња земавме со нас и се одлучив да отидам пак само затоа што јас веќе претходно сум била и они не сакаат да земат друг водич, да ги води, нели официјален водич, планинарски водич. И јас им бев еден вид на водич на Елбрус. Ми ја направивме организацијата многу брзо и отидовме, успешно го искачивме врвот, успешно симнавме, многу сме сите четворица задоволни од целото искачување. Беше безпрекорно искачувањето и симнувањето. И така се вратив и реков доста е, мислам, втор пат. И не би отишла трет пат на Елбрус, меѓутоа и на останативе врвови не би се вратила пак. Има други врвови, има многу врвови во светот кои што ме чекаат, така да. Така.
Некаде на самиот почеток од ова интервју спомена дека се прават одлични пријателства на планинарските тури, особено надвор од Македонија, па и тука претпоставувам. Кажи ми, се случуваат ли некои интересни случаи, нешто што би можела така поинтересно да издвоиш за нашите гледачи? Интересно. Од вашите дружби, некои анекдоти кои што сте ги имали? На последново искачување, човекот Валдемар кој што го спомнав е поляк и он има искачено повеќе од 7-8 илјадарки и повеќе од останативе врвови од Хималаите, значи кои што се 6000-7000 метри, и дојде на Ама Даблам, доцнеше некои 3-4 дена после нас пристигна во базниот камп, иначе се искачи на Далаугири. Тоа е исто 8000 и нешто метри, 8500 и нешто. И од Далаугири дојде на Ама Даблам и се запознавме онака во базниот камп и рече: дали вие бевте горе на ротациите? Ротација е кога одиш до камп 1 или до камп 2 да преспиеш, па се симнуваш повторно во базен камп. Се прават такви 2 или 3 ротации на телото. И јас му кажав да. Ме праша дали може да му го објаснам патот, му го објаснив патот како е, затоа што и он е сепак прв пат на таа планина. И човекот рече: ворите утре тргам нагоре. Јас онака малце бев скептик, викам: ама утре времето не е добро, се спрема олуја, затоа што веќе проверивме прогноза. Не, вика, јас окей сум, као ќе отидам. И отиде. И очекувавме дека задутре ќе се вратим, нели? И отидов кај него во шатор да го проверам и он не беше вратен. И отидов после неколку часа да проверам и повторно не беше вратен. И се врати уште 2 пати кај него во шатор, значи 4 пати во текот на еден ден. И јас отидов да видам дали е вратен и он не беше вратен. Многу бев загрижена, многу. Не можев да легнам во шатор да спиам, значи буквално. И седам во шатор, беше 8 навечер и му викам на Лазе: јас одам да го барам. Не е он окей. Не може. Надвор беше страшно олуја, врнеше многу снег, во базниот камп наврна околу 20 сантиметри. Во висинските кампови веќе во тој момент имало преку 50 сантиметри снег. И во еден момент, уствари, јас видов челна ламба како свети горе на гребенот, на некои 2 часа од базниот камп. Излегов надвор, онака цела бев возбудена. Лазе, викам: го најдов, мислам дека е горе, мислам дека видов челна ламба. Излегов надвор и почнав да светам со мојата челна ламба, да му дадам сигнализација на која страна тргне воопшто. Отидов кај негово шатор, ги разбудив неговите кувари. Веќе беше 8:30 навечер, меѓутоа таму после 7 сите спијат во базен камп и ги натерав да направат топол чај и да тргнеме по него нагоре. И го пресретна некаде, они се многу брзи, они се спредни, шерпаси се, многу се појаки од сите нас, ние бевме уморни од ротациите. Јас го чекав кај него во шатор, го пресретна на некаде на половина пат, за некој сат и нешто се вратија во базен камп заедно со него. И буквално му помогнав да се пресоблече, да се стабилизира. Човекот 13 часа беше изгубен во олујата, што е нешто незамисливо за еден планинар. И беше многу благодарен и од тој момент не се разделивме воопшто. Рече: не, ти ке качуваш со мене, тоа кажа. Мене никој вака не ми помогнал. И многу бев среќна што го видов вечерта. Он не успеал да ги види светлата од базниот камп, затоа што после 7 сат се гаси се, а дефинитивно му требаше светло за да знае во кој правец да движи на планината. Тоа е една вознемирувачка ситуација, но добро што имала среќен крај ова ситуација. Претпоставувам дека нашите гледачи ги интересира како ги финансирате планинарските тури кои што ги реализирате надвор од Македонија. Претпоставувам дека се потребни голем број на финанси кои што ќе ги подмират сите оние работи кои што ви се потребни за да реализирате една планинарска тура. Така, јас оваа година дури почнав да барам спонзорства за искачувањата надвор од Македонија. Значи оваа година имав 3 врва над 5000 метри. Има добар одзив на спонзорствата до сега, меѓутоа не е доволно за она што го планирам следно, например. Се надеваме дека Федерација на планинарски спортови оваа година ќе одвои од буџетот кој што го одвојува за експедиции, дека ќе одвои за мојата следна експедиција, бидејќи од на следнава експедиција одам сама. Меѓутоа, ако не одвои, пак ќе се обратам на спонзорите. Многу сум благодарна на сите спонзори, се трудам максимално да ги постирам во јавноста и да им докажам на јавност и да ја покажам дека да, таа и таа фирма и таа компанија стои позади мене и без нив дефинитивно искачувањата не би биле возможни. Така. И за крај од ова интервју сакам да те запрашам што е следно што се наоѓа на твојата планинарска агенда. Што планираш за понатаму? Понатаму е многу блиско иначе. Понатаму е дури за 6 месеци од сега.
Веќе во мај месец јас одам повторно на една моја експедиција. На оваа експедиција всушност одам заедно со Валдемар, со полјакот. На него му беше веќе планирано уште од претходно, како 8ми врв кој што ќе го искачува над 8000 метри. Мене ќе ми биде прва 8000-дарка доколку успешно искачам и се наоѓа на Каракорум. Хималајскиот масив значи е масив кој што има неколку 8000-дарки и Каракорум масивот има неколку 8000-дарки, така да јас одам Каракорум, тоа е во Пакистан. Ќе се обидам да искачам еден врв кој што е над 8000 метри и нема да користам додатен кислород. Одам без кислород. Тоа ќе биде, доколку биде успешно искачувањето, јас ќе бидам првата македонка што се искачува над 8000 метри без кислород. Навистина импресивно. Ирина, јас многу ти благодарам за одвоеното време, за тоа што ја прифати поканата да бидеш дел од актуелни разговори. Ти посакувам уште многу успеси во иднина, како на приватен, така и на професионален план и искрено се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика. Ви благодарам на поканата, мене ми е секогаш драго кога гостувам во мојот роден крај, така да во секое време. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Актуелни разговори. Останете понатаму на програмата на телевизија Ки се ме нада. Пријатно!